Божјата вистина, големата победа над смртта е посилна од секоја лага. И ден денес таткото на лагата шири лаги, меѓу кои оваа, и еве гледате луѓето се задоени со тоа. И јас просто не можам да сватам, значи како можеш да славиш Великден, Христово воскресение, а да не веруваш во воскресение на мртвите. Просто не можам да разберам. Но тоа е тоа. Тоа е светот во кој што живееме, тоа е таа генерација, последната веруваме. Денес, еве, спомнавме за една друга генерација, поколение, кое што Исус го нарекува лошо поколение, зло поколение, прелюбодејно поколение, од проста причина што барале докази, а докази имале на претек. Барале знаци, а знаци имале колку што душа им сака. Ова поколение е лошо поколение, Лука 11:29, да се подсетиме. Бара знак, но нема да му биде даден, освен знакот на Јона. Имено како што Јона им беше знак на ниневијците, така и човечкиот син ќе биде за овој род. Царицата на југот ќе се јави на суд со луѓето од ова поколение и ќе го осуди, зашто дојде од крајот на земјата за да ја чуе Соломоновата мудрост. А ете, тука е поголем од Соломона. Ниневијците ќе се јават на суд со овој род и ќе го осудат, зашто се покаја од Јонината проповед, а ете, тука е поголем од Јона. Денес го опфативме оној прв дел, првите два стиха, односно 29-тиот, може да се каже само. Видовме дека од толкава голема омрза се јавила меѓу свештенството пред се кон Исуса и неговата дејност и успехот кој што го постигнувал, значи популарноста која што ја добил, што навистина едноставно само чекале прилика и начин да го оцрнат него како карактер, да прошират некоја лага и ете да го фатат и да го убијат, да го ликвидираат едноставно. Исус им станал вистинска закана. И видовме денес дека проблемот на таа генерација не бил во недостатокот на докази. Ниту па денес поготово, после 2000 години од сите овие настани, докази има мноштво. Туку, она што фали е вера, она што фали е трансформација на срцето, наново раѓање кај луѓето. Ништо од обреди, адети и сето она што се прави, ништо тоа нема влијание врз срцето едноставно. Мора да се дозволи да Словото со сила на Светиот Дух делува во срцето за да може да се случи трансформација. Ништо од она кружење околу црквата или сите они церемонии што се тоа вечерва ќе се прави, ништо, ама баш ништо. Тоа е онака на око, да, некако изгледа убаво, величествено и така натаму, меѓутоа колку има тоа влијание на срце, не знам, кај некого можеби нешто ќе доживее, ќе го допре нешто. Или како што ќе се сетам на тоа време, 97-8, сум ви кажувал од ова место, кога се уште се движевме така навечер излегувавме, ново крстени и баш април месец, Великден и ноќта отидовме во црквата. И едноставно како еден вид интервју беше тоа, воопшто не се ни мешавме во толпата, малку понастрана и зошто сте дојдени тука, што ќе правите така натаму. И најчестите одговори меѓу младите, поготово оние кои што ги познававме, па симпатијата ми е тука или не знам ова, не знам тоа. На Великден сум се залюбил, знаете, и како беше. Тоа е тоа. И ништо повеќе од тоа. Или некој друг, можеби, од некои други причини ќе ги заврати тие 2-3 круга. Се сеќавам на она попот, како викаше
Немојте да купувате од тие свеќи таму надвор од црковниот двор, тие се непосветени. Треба да дојдете кај нас да купите од нашите свеќи. И така натаму, и така натаму. За жал, мислам, нека ми простат, малку се исмевам, ама тоа е тоа. Значи, видовме денес, можеш да бидеш привлечен од веста и од вестникот, но тоа не мора да значи дека ќе ја прифатиш веста. Значи, некои одат по него, некои го следат Христа од некои други причини, од радозналост. Видовме дека спротиставувањето, значи, она изочување, соочување со вистината што Исус им ја кажал во очи, ова поколение е лошо поколение со тие зборови, сушност било акта неговата милост, значи да ги освести за состојбата во која што се наоѓале. Видовме дека човечките очекувања не ги одредуваат Божите постапки, значи вели Исус овде барате знак, но нема да ви се даде, но и покрај тоа тој е милостив и вели ќе ви се даде, ама само еден знак и тоа е знакот на Јона, знакот на Христовото воскресение, оној крунски доказ дека Исус е Бог, Месија, Спасител, за да се прифати, значи, неговиот вистински идентитет. Значи, празниот гроб е всушност најголемиот доказ, но и тој доказ не бил доволен. За жал, еве читавме и од утринскиот стих, измислиле на огромна лага дека телото е украдено и за жал од завист, од љубомора, од исплашени заради својот комодитет. Исус навистина бил голема закана за свештенството од тоа време. Направиле избор, погрешен избор и прошириле лага, место да ја прифатат вистината. Пред секој од нас стои избор. Или ќе ја прифатиме милоста, ќе се покаеме, ќе дозволиме Светиот Дух да делува во нашиот живот, да не трансформира, или пак сме решили да одиме по свој пат, тогаш ќе се соочиме еден ден со судот. Како што тоа го гледаме во другите два стиха, во 31 и 32. Значи, доаѓаме до петата точка, денеска разгледавме 4, петата точка која што вели вака: кога Бог дава откровение, секој има своја одговорност за тоа што ќе прави со таа светлина која што му е дадена, тоа откровение. Бог во тоа време на таа генерација му се открива на народот преку Исуса, преку својот син. Поголемо откровение здравје. Најголемиот бил, поголемиот и од Соломон, и од Јона, и така натаму. Но изборот е наш. Дали ќе го прифатиме тоа откровение и ќе поверуваме или не. Тоа е наша одговорност. Да ги читаме 31 и 32 стих пак. Вели, царицата на југот ќе се јави на суд со луѓето од ова поколение. Значи сте решиле да ја отфрлите светлината и даденото откровение, тогаш ќе се видиме на суд. И видите, која компарација ја прави, значи, царицата на југот, царицата од Сава, наспроти тоа поколение, една незнабошка. Зашто дојде од крајот на земјата, од Египет, тамо од Етиопија, кој знае од каде дошла, за да ја чуе Соломоновата мудрост, а ете тука е поголем од Соломона. А овде меѓу вас Исус ви говори лично. Или ниневијците ќе се јават на суд со овој род и ќе го осудат, зашто се покаја од Јонината проповед, а ете тука е оној кој што е поголем од Јона. Значи Исус укажува на големо откровение кој што го добива директно од Бога, директно, значи преку него од Бога, и укажува на својата големина правејќи ги овие споредби. Споредбата прво со царицата од Сава, која што дошла, нели, да слушнала, значи, за Соломоновата мудрост и решила да оди да го посети, да се осведочи. Значи, една незнабошка ќе биде доказ на судот за неверието на Божиот народ. Или оние злобни асирци, исто како доказ. А замисли си какви само предности имал Божиот народ. Ти да го имаш законот, да го имаш храмот,
каде што пребива Божјето присуство. Па Исус тука во нивна средина. Сите оние списи, значи целиот Стар Завет, се било во нивна собственост. Кои предности? Ние како Божи народ, какви предности имаме денес? Па, најмалку по 2-3 Библии секој од нас има дома. Слободно може да читаме, слободно да се собираме, да проучуваме и така натаму. Но, ова е битно, дека сите тие предности, ако не бидат, значи, затоа што не биле прифатени од тогашната генерација и не се искористени со вера, се претвараат во проклетство. Бог ни дава светлина, но ти ако ја одбиеш, тогаш таа станува доказ за твоето судење и пропаст. И човек да се подразмисли дали е подобро да си привилегиран, во смисол да, значи, да имаш сите тие предности или пак не, затоа што колку повеќе предности имаш, колку поголема светлина ти е откриена, толку поголема одговорност имаш. Еве да читаме за царицата од Сава најнапред. Прва Цареви, 10 глава. Тука е еден од описите, мислам дека и во летописи имаше, но еве ќе читаме во Прва Цареви, 10 глава. Зошто Исус дава споредба овде со неа? Првата споредба значи со царицата од Сава. 10 глава, Прва Цареви, од први стих ќе читам. Гласот со кој се здоби Соломон во Господовото име стигна до царицата од Сава. Замислите си да слушне некој во далечна земја, во време кога немало ни интернет, ни ништо, ни телефони, да слушне за вашата мудрост, да слушне за тоа како го водите царството, значи како да слушне всушност преку тоа и за вашиот Бог, да се заинтересира. Стигна до царицата од Сава, затоа таа дојде за да го испита Соломона со гатанки. Значи да види, да испроба неговата мудрост. Дојде во Иерусалим со голема придружба, со камили, што носеа мириси, со неброено злато и со безценити камења. Откако дојде кај Соломона, поразговара со него за се што и беше на срце. Соломон ја одговори на сите прашања. Не му беше скриено ништо за да не би можел да ја одговори. Ја покажал мудроста на дело. Значи, кога царицата од Сава ја виде Соломоновата мудрост, дворецот што го беше изградил, јадењата на неговиот стол, неговите соби и дворници, отменост на неговите слуги и на неговите облеки, неговите виноподнесувачи и палениците кои што ги принесол во Господовиот дом, и застана с дивот, мислите си. Значи, она што го видела сега на дело, го надминала она што го слушала. Она слушнала за Соломон, доаѓа да се осведочи и застанал с дивот. Запрепастена била тоа што го видела. Тогаш му рече на царот: вистина беше што чув за тебе во својата земја и за твојата мудрост, ама не сакав да верувам на тоа што се раскажуваше, доека не дојдов и не видов со своји очи и на вистина ни половина не ми беше кажано. Ти ја надминуваш во мудроста и во благосостојбата, славата за која што чув. Блази им на твоите луѓе, блази им на оние твои слуги, кои се непрекинато пред тебе и ја слушаат твојата мудрост. Нека е благословен Господ твојот Бог, кому толку му стана мил за да те постави на престолот на израелците, затоа што Господ секојаш го љуби Израел, те постави за цар, за да правиш право и правда. Што гледаме овде сега? Значи, царицата од далечна земја слуша за Соломоновата мудрост. Од тоа што го слуша, таа ја препознава неговата големина. И доаѓа само да се увери, да го потврди тоа. Од она што само слушнала, па дошла да се осведочи. А генерацијата, што е тогашната, нели, таа лоша, таа зла генерација, го има Исуса пред себе. И слушала мноштво проповеди, гледала мноштво чуда и не ја препознала неговата вредност.
Го сметале за ништо. Неверојатно. И затоа, вели во стихот, дека таа царица од југот ќе се јави на суд со луѓето од ова поколение и ќе го осуди. Една незнабошка од далечна земја слушнала за Соломон, а овде вели меѓу вас е поголем од Соломон, па може ли да се спореди Соломон со Исуса? Или ниневјаните, што направили ниневјаните сега? Одиме сега во другата споредба, се покајале од проповедта што ја слушнале од Јона. А овие генерацијата слушаат проповеди од Христа и ништо. Лично од Христа. Па ја не знам, има ли некој од нас кој што не би посакал да слушне, да се најде до тоа време, да се вратиме таму и да слушне она проповедта на гората на блаженството. Како тоа Исус зборува, ги изнесува тие вистини. Има ли нешто убаво од тоа? И сега да направиме споредба, каква била проповедта на Јона? За Јона знаеме што било. Која проповед? Каква била проповедта на Јона? Интересна? Многу била интересна. Замисли сега јас тука да застанам им за 40 дена и Ниневија ќе ја снема. За 40 дена и Ниневија ќе ја снема. За 40 дена и Ниневија ќе ја снема. И така натаму, и така натаму. Сега тоа ни е дадено во писмото. Еве неколку збора. Тоа е проповедта на Јона. Им му проповеда на незнабожечки народ, на оние зли асирци во Ниневија. И 120.000, барем 120.000, не знам сега што значи тоа, не знаеле што е лева, што е, може мисли на деца 120.000, не знам. Ама еве нека си 120.000 вкупно. Тоа е мноштво на народ, огромен град. 120.000, 2 штипа. И сите поверувале, сите се покајале. Од таа проповед на Јона, од непослушниот пророк, кој, да не кажам, со сила бил натеран да се врати назад. Да. А овде Исус им проповеда такви проповеди и ништо не допре до нив. Значи, Јона е пророк, Исус е Божи син. Јона е непослушен, Исус е совршено послушен. Јона е депресивен заради тоа што знаете, седнал таму над Ниневија и што? Почнал да плаче, да не кажам така. Исус плаче над Ерусалим, ама од кои причини? Да. А Јона што ќе се оствари, мислам нема да се оствари пророштвото негово. Туку Ниневија ќе се спаси. Видите, неспоредливо е тоа едно со друго. Значи, овој Божи слуга, овој Божи син, овој со една проповед ги убедил, значи, постигнал успех, а Исус, кој знае колку проповеди им кажа. И овие ништо. Ништо не ги допира. Видите, зошто ја нарекол таа генерација лоша. Лошо поколение, зло поколение. Барате знаци, барате докази, што уште повеќе. Или еве царицата, рековме, само слушнала, значи и била осведочена, ја препознала големината на Соломон. А Исус со сета своја големина, тие воопшто ништо, никаква реакција. Од примерот на ниневјаните, значи нивното покаяние пак се гледа реакцијата на веста. Значи ја примаат веста и се кајат. Без разлика, секогаш и ден денес, знаеме дека веста на вистината е никогаш не била популарна, ниту па денес е популарна. Сите сакаат нешто онака тралала, но вистината никогаш не била популарна. Меѓутоа, без разлика дали е популарна или не е, ние сме пред неа исправени. Или ќе ја прифатиме или не, како што видовме. Или ќе ја прифатиме и ќе бидеме спасени, или не, ќе бидеме однесени на суд, кај што ќе бидеме соочени со оваа царица од Сава и со ниневјаните.
И како шеста, последна точка, кога Божјото откровение ќе се отфрли, значи дефинитивно кога се отфрла, останува само судот на крајот. Толку. Лука 11:31-32, пак ќе ги прочитаме. Царицата на југот ќе се јави на суд со луѓето од ова поколение и ќе го осуди, зашто дојде од крајот на земјата за да ја чуе Соломоновата мудрост, а ете тука е поголемо Соломона, самиот Исус. Ниневијците ќе се јават на суд со овој род и ќе го осудат, зашто се покаја од Јонината проповед, а ете тука е поголем од Јона. Страшен ќе биде судот, ама за неверниците, секако, за оние кои што ја отфрлаат веста. Матеј 7 глава. Матеј 7 глава, оние познати стихови од 27 до 23. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден. Знаете, ова е малку размислував деновиве. Мислам дека и дома некоја мала дискусија се појави околу овие стихови. Што значи ова? Значи, Господи, Господи, не секој кој што вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. И сега внимајте. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правивме ли многу чуда во Твое име? Изгонувале бесови, изгонувале демони во Христово име, а Христос не ги познава. Како да го разбереме ова? Нели самиот Исус денес читавме дека го обвинувале, дека ги изгонува бесовите со демонска сила, што нели не стои, не може да стои. Можно ли е Господ некојаш да се послужи преку некого, да истера дури и демон од некого, меѓутоа сепак да не е, тоа да не е Божи човек? Да, прашање за дискусија, но сега ми дојде мисла, ми излета. Мене ова ми е 23 стих ми боде очи. Ова може да биде ситуација да речеме дека ете човекот бил верен, па работел и во Христово име постигнал резултати и ова и она, па отпаднал. Меѓутоа во 23 стих вели: тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ве познал. Тоа ми боде очи мене, треба да се разгледа овој стих. Никогаш вели не сум ве познал. Тие цело време мислеле дека му служат на Бога, а всушност не. Не е мала работа да изгониш демон од некога, ама како па гледавме и проповед Данилава од Лунер Анđеловиќ, најбитно што е? Не е најбитно дали ќе изгониш демон од некога, или туку дали името ти е запишено во книгата на животот. Тоа е најбитното. Оти, внимајте, кои ученици како било? Еднаш некогаш успевале, некогаш не успевале да изгонат демони, така? Имаше ситуација кај што не успеале, па Исус им вели: таквиот род се истерува со пост и молитва. Значи, може некојаш да бидеш успешен, може и неуспешен да бидеш во таа мисија, ама најбитното е дали името ти е запишено во книгата на животот. На овие на кои што им се обраќа во Матеј 7 глава, секој дека имињата не им се во книгата на животот, затоа што им вели дека никогаш не сум ве познавал. Одете од мене, вие кои што правите беззаконие. Матеј 25 глава, во Матеј 25 глава ја знаете онаа поделва што ја прави Исус.
од 41 до 46, тоа е суд, всушност, значи разграничување, од 41. Тогаш ќе им рече на оние од левата страна, одете си од мене проклети, значи претходно да не читаме за оние од десната страна, оние кои што се осудени, тогаш ќе им рече на оние од левата страна, одете си од мене проклети во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадовте да јадам, ожеднев и не ми дадовте да пијам, бев странец и не ме примивте, бев гол и не ме облековте, бев болен и во темница и не ме посетивте. Тогаш тие ќе одговорат и ќе речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден, или како странец, или гол, или болен, или во темница, а не те послуживме? Тој ќе му одговори: вистина велам, доколку не му направивте на еден од овие најмали, на мене, ни мене не ми направивте. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Гледаме и во двата случаеви суд од Божја страна над луѓе кои што не се свесни всушност. Тие мислат дека му служат на Бога. Овде не се свесни. Кога бе те видовме? Кога те видовме? Кога не ти дадовме вода? Значи не се свесни што е вистинска служба, не се свесни всушност на кого му служат. Да читаме во Псалм 52, од 1 до 6 стих. Зошто се фалиш со злобата, силнику? Милоста Божја е довека. Непрекратно измислуваш нечестност, твојот јазик е како наточен брич, лукав. Повеќе го сакаш злото, отколку доброто, и лагата повеќе од вистината. Ги сакаш гибелните зборови, лажлив јазику. Затоа Бог ќе те сотри тебе, ќе те отстрани за секојаш, ќе те истрга од твојот шатор, ќе те откорне од земјата на живите. Праведните ќе гледаат со страв и ќе му се подсмевнуваат. Ќе дојде ден кога на нив, на тие, на злите, на оние кои што ќе отфрлат вистината, на нив ќе им се исмеваат праведните. Или самиот Бог, како што вели во Пословици 1 глава, кај што всушност гледаме персонификација на мудроста, Пословици 1 глава. Да ги прочитаме уште тие стихови. Од 23. Послушайте ја мојата опомена, значи мудроста као зборува, ете го излевам својот дух пред вас, сакам да ве поучам со своји зборови. Колку ве повикував, а вие одбивавте. Ја испружував раката, но никој не ја забележа. Туку го отфрливте секој мој совет и не ги послушавте моите опомени. Затоа и јас ке се смеам на вашата пропаст, ке се подсмевам кога ќе ве снајдете шкотија, кога стравот ќе навали врз вас како невреме и кога пропаста ќе ве грабне како виур, кога ќе се навалат врз вас неволјата и маката. Тоаш ќе ме викате, но јас нема да одговорам, ќе ме барате, но нема да ме најдете. Зашто го мразеа знаењето и не го избраа Господовиот страв, ниту го послушаа мојот совет, туку ја презреа секоја моја опомена. Затоа ќе јадат плод од своето владење и ќе се наситат со собствени совети. Тоа е, за жал, крајот на оние кои што ќе отфрлат мудроста, ќе отфрлат вистината, го отфрлаат Христа, под разноразни изговори. Ни требаат повеќе докази, или едно, или друго. Овде, на крајот, може да заклучиме дека всушност Исус повикува и на тогашната, и на сегашната генерација, и на самите нас, повикува на будење. Не треба да си го трошиме залудно животот, мора да реагираме, значи, на веста веднаш, додека има време. Затоа што може да биде касно. И зошто кога ние сме повикани да им судиме дури и на ангелите, да излезе, не дај Боже така да излезе, нам да ни суди царицата од југот, од Сава,
или ниневјаните кои што се покаја од една проповед на Јона. А ние со сите тие предности што ги имаме, со сите проповеди, во времето во кое што живееме, кога навистина Евангелието се проповеда насекаде, ќе отворите интернет, ако не друго, ќе најдете прекрасни проповеди, да се изнаслушате. Замислите си во кое време живееме, подсетте се по-старите генерации меѓу вас, па и јас можам да се сетам на 97-8, кај ќе слушневте проповед, освен да дојдете во црква, да прочитате некое списание, кој што исто така ретко се наоѓаше, од оние српски повеќето, или некоја видеолента од оние видеолентите на времето што ги имаше, или касетите од Емилио Кнехле, се сеќавам, оние 50-тина, па на касетофон, па да... А сега ви е се на дланка, значи отворите компјутери и ќе најдете се што ќе посакате, значи може да најдете. Океј, тоа е сега можноста и за измама многу поголема. Меѓутоа, знаете што сакам да кажам, значи со сите тие предности што ги имаме во оваа наша генерација, да го испуштиме спасението. Страшно. Нека Господ ни помогне да во оваа лоша генерација во која што живееме, сепак ние бидеме светлина, бидеме тие кои што ќе однесеме веста до мноштво на луѓе кои што, може би чекаат на некој момент, на некако осведочување, да допреме до нив и тие покрај нас бидат спасени. Нека му е слава на Господа за големото негово дело и за големата надеж која што ни ја дава преку Христовото воскресение токму. Слава нека му е. Амин.